Почитувани, добар ден и добродојдовте назад во отвореното студио. Продолжувате со мене Слајан Ивковиќ и неколку минути резервирани за спорт. Име станува збор за џудо клубот Прилеп Бушидо, кој веќе оваа година ја слави својата јубилејна 5-та година. Иако млад џудо клуб сепак многу успешен. Затоа најдобро ќе ни кажат за успесите, за формирање на клубот и сите останати работи Бојан Митковски, спортскиот менаџер на Бушидо џудо клубот. Добро дојдовте. Добро ве најдовме и поздрав до гледачите на Еден ТВ телевизија. Така, благодарам. Тука со нас се и младите џудистки или помлади пионерки во џудо, Елеонора Илиевска. Здраво, Елеонора. Заедно со Марија Трајковска. Здраво, Марија. Здраво. Празното столче, веројатно го видовте, тоа е и за тренерот Рубин Пески, кој поради метежот, собраќајниот метеж во главниот наш град, не може навреме да стаса. Се надеваме дека ќе ни се придружи за кратко. Бојан, интересно, спортски менаџер на еден џудо клуб. Дали ова професионалност и сето она што го, бидејќи се работи за млад џудо клуб, сепак успешен, како што кажавте, над 500 освоени медали, дали овој професионален пристап кога ќе видиме дека имаат и спортски менаџер, еден џудо клуб од Прилеп, ни дава слика дека сето тоа може да вроди со плод? Па на 1 октомври 2014 година го формиравме овој клуб, со што наредната 2015 година и почнавме тие излегување активно да излегуваме на државни првенства, на меѓународни, на балканските и на европските купови. Јас како спортски менаџер си ја зедав за обврска за да го менаџирам овој клуб, да бидам во контакти со спонзорите, да му предлагам мои идеи, нашите настани каде имаме за излегување. Вие претходно се занимававте со џудо? Па некогаш да. Во помалите години. Помалите години? Да. И оттаму идејата и повторно да останете, верувам. Полека се сотекна време. Така. Имаме едни млади дами, млади девојки кои го сакаат џудото. Ќе ја прашам Елеонора од колку години има сега и од кога почна да се бавиш со овој спорт? Јас сега имам 11 години, а почнав да се занимавам со џудо во 2016-тата. Така, што те натера? Зошто не одбра ракоме да тренираш или кошарка, туку се одлучи за џудото? Па беше многу необично и интересно во некој случај и затоа одлучив да го тренирам. Може би имаш некого од твоето семејство, браќа, сестри кои исто така? Не. Вие сте првата? Да. Така, Марија, вие од кога се активно се бавите со џудо? Татко ми еднаш ме донесе, имавме час по физичко и тие имаја ваму тренира. Кај тебе во школа? Да. И потоа јас сакав кога е тоа и поидов со татко ми рече дали сакаш на џудо да одиш. Јас му реков да и тогаш го гледав и наставник мајсторо, кој што го викаме Рубин, и учителот. Да, учителот ни кажа дали ви се допаѓа тоа и јас се запишав. Ми беше многу интересно. Сега брго беше тоа бидејќи вие сте почетничка, така? Да, јас сум почетничка. Уште немате освоено некој медал? Имам еден. Така, добро, тоа е сега на почеток, веруваме дека во низ годините, ако останете, нели, го засакате џудото, ќе ви донесат медали како на Елеонора, да видиме Елеонора колку медали има за овие 2-3 години. Па не знам колку точно, но имам 6 први места, околу 10 втори и 6 трети. Од каде се имаш освоен? Само во Македонија или меѓународни? И на меѓународни турнири. Одлично. Бојан, со клубот се натпреварувате нормално и на домашна цена, но како е на меѓународен план? Колку сме конкурентни како џудо клубот Бушидо од Прилеп да се носи со оние наши во регионот, нели? Колку сме конкурентни на меѓународниот пазар? На моје изненадување, од кога формиравме овој клуб, до сега имаме растечки подем на освојување на медали. До сега имавме освоено над 500 медали, а за 2019 година
февруар месец го имавме првото државно првенство кое се одржа во Скопје за постари пионери и сениори. Каде што тука освоивме 13 медали. Дали за тоа е најзаслужен можеби тренерот Рубин кој моментално пристигна и ќе ни се придружи? Добар ден, Рубин. Добар ден. Така е во Скопје кога се движите во низ сообраќајот токму баш во овој период од 2 часот или 14 попладне, нормално е да се доцните некаде, така да ќе ви опростиме. Разговараме и со Бојан и со нашите млади џудистки. Како што кажавме, големи успеси, а еден од најзаслужните е токму тренерот Рубин. Колку време вие се бавите со овој спорт и колку сте задоволни од ново формираниот, бидејќи само 5 години ли обстоите во Прилеп? Добро, ви благодарам за поканата прво, ви благодарам за вашата емисија што не прими. Првото прашање беше колку јас се занимавам, не знам, од кога знаете за себе? Од кога знам за себе, со боречки вештини. Значи, не е само џудото, започнав јас како карате, па после тоа во одреден временски период се префрлив во џудо. Тоа е некаде во 1988 година. Така, од кога ви се роди идејата за во Прилеп да го формирате? Сигурно, бидејќи одамна се бавите со овој спорт, зошто порано не успеавте да направите некој така? Имав порано заеднички клуб со еден свој колега, но хајде реков да пробам сам, па една година добро размислував како да ја направам конструкцијата на клубот, како би било, зошто би било, дали да се занимаваме аматерски со овој спорт, дали да се занимаваме рекреативно со овој спорт, но како што поставив генерално некој задоволни сте вие од овие 5 години? Генерално Како работи клубот? може и подобро. Може и подобро. Никогаш не сум ја задоволен од она нешто што на пример сум го направил. Може и подобро. Така, Бојан, со што последно не почестивте со добри резултати и каде се напреварувавте? Започна за 2019 година, февруар месец, како што најавив, го започнаме со државното првенство кое се одржа во Скопје. Така. За постари пионери и сениори, каде што освоивме 13 медали. На 3 март имавме по 4ти пат излегување на меѓународно првенство во Турија, Војводина, каде што од 13 такмичари се закитија 13 медали. Седовме. Значи сите учесници, сите се вратија дома среќни, значи 100% голем успех тука. Успех. И последно нешто што беше во Кавадарци, исто така државно првенство за помлади пионери и јуниори, каде што освоивме 5 медали. Ме интересира каква е конкуренцијата во Прилеп кога се работи за џудо спорт? Па, голема е конкуренцијата. Помеѓу сите... Така, колку клубови се? Во Прилеп моментално се 4 клуба, а се вкупно околу 23-25 клуба тука негде, на ниво на Македонија. Така. Елеонора, за каде сега ти се подготвуваш и што планираш сега ти во иднина? Планирам да одам на меѓународни купови, исто така имам некои цели да освојам први место. Одлично, Марија. Ти се подготвуваш за медали? Да, па јас многу сакам медали да имам. Теодора еднаш кога ми ги покажа медалите, тогаш многу ги засакав, мислев многу го засакав џудото. Така. Тренерот Рубин за каде сега ги подготвува своите ученици? Вака сега. Имавме ние ланската година, со почетокот на второто полугодие од учебната година, проект кој што ни беше доделен од Македонската џудо федерација, тоа е џудо во основните училишта. Марија за тоа и денеска е дојдена, затоа што таа е еден од учесниците на тој проект, значи успешен е проектот, затоа што на Балканот... За основно училиште, Основно така? училиште, да, за основните училиште, затоа што на Балканот, односно во Србија, во Босна, Хрватска веќе, џудото и факултативна настава во основните училишта и ние тоа дали ова, дали наредната година, после изгледа наредната година ќе го внесиме како проект, првин да биде факултативно,
а после тоа да биде стандардно да учат децата барем 1 час во текот на неделата да имаат и џудо. Зошто баш џудо? Затоа што е олимписки спорт, затоа што ги зближува децата, она негативна енергија ја трошат на тренинзите, затоа што е умствен спорт, каде што треба да се мисли. Успешна, мислам дека успешна некаде во тоа училиште каде што ние влеговме, имавме една недела прикажување на џудо. Тоа беа од една од моите ученички која што е и државен првак на Република Македонија, репрезентативец на Република Македонија. 2 пати беше на Европски куп, каде што од 40 од 50 држави го освои како за прв пат 9-то место. После тоа презентираше таа, па затоа што беше девојка, па ми се насобраа многу девојки. Да. Ме интересира каков е интересот за џудото во Прилеп, за разлика или да споредиме некои последните 10 години сега? Па општо во нашиот клуб на почетокот или доволно е да збориме така за од кога се формираше Бушидо? Па од кога формиравме, значи клубот претежно сега на моје изненадување се повеќе девојките од машките се пријавуваат. Значи дамите се повеќе застапени, повеќе го сакаат џудото во Прилеп. Дали проектите кои ги напоменавте важат само за неколку училишта или генерално во Прилеп проектот е веќе разработен? Тоа е на ниво на Република Македонија. Така? Значи тоа е донесено од Интернационалната џудо федерација, Европската џудо федерација, Македонската џудо федерација. Значи како што најави тренерот. Да. Кажете ми колку имате ваши ученици во репрезентацијата, членуваат? Може би ја да одговорам. Ланската година, 2018 година, од 30 Бидејќи нели успехот се гледа кога некој ќе успее. 30 активни спортисти и имавме 15 репрезентативци, значи ние како клуб не сакам ни, по некоја моја замисла, не сакам ни да се ширам. 30 деца, во тие 30 деца да можам она сето што сум го стекнал јас и што сум го научил да го пренесам ним. Ако се 100, тогаш нема ефект никаков. Се внимава на нив, тренери. Повеќе тренери, но секој тренер си има различно свое гледање. Јас се еден. Так. Сега имам свој помошник изваден од мојот клуб. Помага. Значи, минатата година имавме 15 репрезентативци од 30 учесници. Значи, од 30 деца, 15 репрезентативци. Ова година малце не влечеа некои ситни повреди. За сега има 4 до 5, но не е уште завршено сето. Кога ќе завршат тие државни надпревари, тогаш селекторите на кадети, на јуниори, на сениори, макар што немаме сениори, моите кадети се такмичат и во јуниори и во сениори. Значи, некоја старосна структура 10 до 15 години имаме зачудувачки добри резултати. Затоа што минатата година девојка од 15 години ги победуваше 21 година девојки преку 30 години. А како се носиме со меѓународната конкуренција кога ќе отидеме надвор? Еве доста е со нашиот регион, Србија, Бугарија. Ако зборуваме за џудото, далеку зад условите, европските услови се многу подобри за разлика од нашите услови. Но ги имаме ние онај, како да кажам, имаме? Балкански менталитет. Па да, родени сте за овој спорт. Родени сте за овој спорт. Без разлика колку вложуваат во фудбал, во ракомет, во кошарка, може да се каже дека вложени се милиони евра, некои просечни резултати, но ако се вложи во џудото или во каратето, веќе ги имаме и резултати од каратистите, од џудистите, ако се вложи добро во овој спорт, мислам дека
многу подобри ќе бидат и условите и многу подобри резултати ќе извадиме во светски рамки, не во европски. Така, боречките спортови Ни лежат. резултатите, нели, тврдат дека сме горе-долу и број еден спорт, можеби по оние признание и успеси Да, признание и успеси добиваме. што ги имаме. Еден само пример, што ми извините, прв пат кога јас со мој такмичар настапив во Романија беше 2018 година, од 48 држави европски, извадовме 9-то место. И то прв пат беше наш такмичарот беше прв пат излезе на европски куп. Замислете колку публика, замислете преполна сала, колку голем притисок, а ние, ајде да речеме, на мала Македонија, успехот ни беше голем. Так. Каде ќе лови Бушидо сега, што му предстои, каде ќе лови медали? Па сега имаме наредниот месец државно првенство за деца и за кадети. И понатаму имаме и доста и меѓународни излегувања во Србија, Република Српска, во зависност од финансиската состојба, кај можеме да излеземе шо како. Се снаоѓате со финансиите? Па сега за сега Помага држава, федерацијата? Вака сега на моје изненадување што за овие 3 години имаме генерален спонзор. Тоа се спортските обложувалници Моцарт. Но исто така имаме и подршки од локалната самоуправа на општина Прилеп и од останативе спонзори. Значи цело време сме во контакт со нив, му ги предлагаме нашиве излегувања, каде можеме да излеземе и така натаму. Так. Елеонора и Марија, за крај еден апел да упатите кон вашите врснички зошто да тренираат джудо. Па пред се затоа што е многу добар спорт и влија врз развитокот на детето и тоа што е интересен. Марија? Па јас мене многу ми е интересно джудо да тренирам и карате да, ама неколку джудото. Значи треба да дојдат и да се запознаат со джудото и да им се смени живот. Да. Така, тренерот за крај апел? Јас би направил вака. Нека тренират било што и било каков спорт. Не е само стрикно джудо, да излезат од собите, да ги остават мобилните телефони, да ги остават компјутерите и да излезат надвор, да ја видат светлината на денот. Ништо друго. Тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување денеска, за она што специјално од Прилеп дојдовте денеска да ни презентирате за вашите успеси, за колку джудото го сакате и зошто треба, нели, повеќе да се вложува во овој спорт во Македонија. Почитувани гледачи, останете со програмата на 1 ТВ, од мене пријатно.